Уште долго ќе се памети концертниот спектакл кој во саботата во спортската арена Борис Трајковски го приредија босанските рап звезди Джала Брат и Буба Корели. Скопската публика имаше можност да ужива во двочасовниот настап на моментално најбараните и најпопуларни изведувачи на овие простори. Но пред да се појават тие на бината, публиката уживаше во настапот на српската звезда Николија, која беше само загревање за она што потоа следуваше. Оваа атрактивна пејачка изненади со својот стајлинг кој само дополнително придонесе да ја вжешти атмосферата во спортскиот центар. По настапот на Николија, атмосферата кулминираше кога на бината се појавија токму тие двајца. Млада и луда, Право време, Баленсијага и уште многу други нивни хитови се пееа во еден глас од неколку илјадната публика, која по се изгледа уште долго ќе го памети овој концерт. Се разбира, ексклузив не би бил ексклузив ако не е во друштво на вакви ексклузивни гости, па затоа неколку минути пред настапот на Джала и Буба се дружевме во VIP собата со цел да дознаеме малку повеќе за овие музички феномени. Момци, добродојавте во Скопје. Hvala, bolje nas našli. Дали разбирате македонски? Danas smo to skontali, sve razumijemo. Sve? Ne baš sve, ali 90%, 95%. 95%, ali slabo pričamo. Znamo, sakante i... Znači, Дали знаете дека чаршијата во Сараево е иста како Скопската чаршија? Slično. Dosta sličan grad. Да, ја мислам дека е иста. Ne znam, jesam bio u Sarajevu? Да, два пати. Да. Dosta je slično ono što ja mogu da vidim. Имате исти кебапчиња. Da. I hrana je slična i sve, mislim. Kultura u suštini, mislim, Balkan je to. Прв пат се во Скопје? Дали сте прв пат во Скопје? Jesmo. Prvi put, ono, poslovno. Mislim, prolazili smo par puta, ali prvi put da nastupamo, da. Добро, која е тајната за успехот? Како станавте популарни преку ноќ? Rad, trud, disciplina. Dobro, malo manje discipline, ja mislim rad, samo rad. Nemoj tako. Dobro, Bez discipline nema ništa. Red, rad, disciplina, vrlo jednostavno. Како изгледа Северина во живо? Severina, top. Вака јака риба. Ne, Severina je dama jedna velika. Имавте голем хит со Неизеш. Дали има шанса да направите некоја песна со некоја македонска пејачка? Pa zašto da ne, mislim, mi smo otvoreni za sve suradnje, pogotovo, mislim, sa ovim nekako balkanskim podnebljem, tako da, ono, nikad ne znaš, može prije nego što očekuješ. Да, супер. Имате ваша модна линија. А кој е дизајнерот? Obojica, znaš, sjedimo ovako. Ова е ваша? Ma kako da nije? Dizel je naš i Kani je naš. Ovaj roli sam isto, ovo on dizajnirao, a Kani je Tupak i on zajedno. Još smo na sportskoj odjeći, na trenerkama i na majicama kratki dugi rukav, kačketi to, ali planiramo da se širimo. Da, malo ozbiljnije. А тоа се продава добро? Da, mislim da to nam je nekako usput hobi koji je eskalirao isto kao i muzika, tako da, ono, zadovoljni smo. Дали знаете македонската музика? Znaš koga volimo sigurno, Tošeta, brate. Da. Šta znam, na Kaliopi znam, nju sam na Euroviziji smo sreli. Ima Slatkaristika, kako se zove? Slatkaristika, da. Imaju momčevi za Balkan, što su potpisani, također. Dobro. И за крај, што ве прави среќни? Šta ве čini srećnim? On. I on mene. A, brate, muzika je porodica, nešto. Hvala vi. Buba Koreli, Džala Brat. vi gledate Exclusive TV. One baby. Da se znaš da radi da me mami. A među njene noge ruku stavi kaže stani. Hajde na Valentino, na njura me niko šelari mami. Da smo postali sami, na uvo šagu mami, sad na mali kapitani. Get, da mi